Предмет Општество за трето оделение. Наставник оделенски Аница Пецанова, техничка подршка македонски јазик, директор Зоран Христов, Основно училиште Свети Кирил и Методи, село Дабиле, Струмица. 21.3.2020 година. Драги ученици, добар ден! Сигурно добро се одморивте. Денес сум тука за вас и заедно ќе учиме, но на еден подруг начин, не вообичаениот во нашата училница. Нема да бидеме во училницата, но се надевам дека и од дома ќе бидете примерни и активно ќе ме следите. Добро би било да земете тетрадка и моливче пред вас и по потреба можете слободно да го стопирате видеото и да ги запишете поважните работи во вашите тетрадки. Ако сте подготвени, време е да започне нашиот час. Нашата нова тема по предметот Општество за трето оделение ќе биде училиштето и знаењето, а методската единица ќе ни биде училиштето и знаењето извори на учење. Драги ученици, најпрво ќе ви се обратам како ваш учител, како ваш воспитувач. Учете нови работи за да растете. Оние луѓе кои не можат да растат и да созреваат не се живи. Во текот на вашиот живот потребно е да си создадете навика за учење, да учите различни работи. Да, на почетокот нема да бидете добри, меѓутоа не се разочарувајте, станете добри со текот на времето. Зашто учењето е важно? На ова прашање потребно е да знаете дека учењето на нови вештини помага во разбирањето на луѓето. Светот е огромен и доколку седите и се релаксирате без никаква цел, од време на време да научите нешто ново, тогаш сте исти како и животните, се извинувам. Одете, излезете, прошетајте и учете нови работи. Учете јазик, научете да напишете песничка, учете математика, учете да свирете, учете да играте, учете ликовно да се изразувате, играјте едукативни игри, видеоигри, разговарајте со возрастните луѓе, читајте детски писања, енциклопедии, гледајте и учете од телевизија и интернет, едукативни програми за деца, гответе едноставни јадења, направете чајче, спржете јајце. Бидете паметни и започнете да учите нови работи. За подобро да ги разбереме луѓето, за да го прошириме вашиот поглед кон светот. Тоа е мој совет, моја порака за вас. За од каде и од што се треба да учиме. Но вие сте уште многу мали и затоа, за да го разберете значењето на училиштето и стекнувањето на нови знаења, морате да започнете од некаде, таму каде што ќе биде задолжително. А од каде? Кое е тоа место? Може би веќе предпоставувате или поточно веќе знаете. Ајде да видиме, ќе одговориме на прашањето ако ја погодиме следната гатанка. Во него знаењата стануваат стварност. И на нешто што само се сони, од септември до јуни пред секој час неговото звонче звони. Предпоставувам дека веќе ви текна за што станува збор. Училиште, браво, значи тоа е училиштето. Училиштето е, деца,
учебна установа каде што според однапред утврден план и програма, луѓето обично во своите детски и младешки години се здобиваат со знаење. Покрај пренесувањето знаење на младата генерација, училиштето има и воспитна и социјална функција. Како што самото име училиште укажува, главната активност на учениците во училишните установи е учење. Училиштето за дечињата е како нов дел од животот. Убаво е кога ќе дојде и тој период од животот, кога за прв пат тргнувате во училиште, место кое ќе стане дел од животот на секое дете. Во училиштето сите ние стекнуваме по некој вреден подарок кој ќе остане до крајот на животот. Независно дали е тоа некој успех или признание, пријателство или другарство кое ќе трае, спомен од училишните часови и одмори, сеќавање на нашите драги учители кои не воделе во основите на образовниот процес. Училишните денови се исполнети со искуства, позитивни или помалку вредни за памтење. Но сите ние го памтиме денот кога за прв пат сме седнале во училишните клупи, кога сме станале првачиња. Возбудата е голема и кај децата, и кај нас родителите. Заедно ги споделуваме миговите на неизмерна среќа и радост, а се со една цел да се означи денот кога се станува првач. Треба да знаат дека училиштето е место каде што ќе се образуваат, ќе научат да читаат и пишуваат, ќе станат многу нови ќе стекнат многу нови другарчиња со кои ќе минуваат низ целокупниот процес на учењето. И еве сме што гледаме на сликата. Среќни, насмеани дечиња во училишниот двор, пред училиштето, желни за другарување, учење, истражување, напредување. И одеднаш прашањата на уплашените дечиња. Како ќе учам? Како ќе научам? Јас ништо не знам. Многу лесно, деца, да погледнеме како ќе учиме. Неколку мали тајни како да си го направиме учењето поедноставно кога учиме сами. Како прво, пред да започнеме со учење, најважно е добро да се опуштиме. Дишеме длабоко, неколку минути и по некое време учењето ќе ви стане релаксација. Направете си свое место за учење, тој простор нека ви биде наменет само за учење. Секој пат кога ќе се најдете на тој простор, ќе бидете подготвени за учење. Одредете си време за учење. Секогаш направете си план и проценете колку време ви е потребно за учење. На тој начин ќе знаете колку концентрацијата ќе ви биде потребна. Практикувајте активно учење. Тоа подразбира подвлекување на клучните работи во текстот и запишување белешки покрај текстот. Но, деца, тоа беше за учење кога учиме сами. Тука се возрастните. Да, тие се тука секогаш кога ќе имаме потешкоти. Ќе ни помогнат да ги надминеме тешкотиите. Па деца, тука сум и јас, во возрастните, која секогаш и во училиштето и дома ќе ви помогнам да учите и да научите полесно. А уште
Безбројните обиди, експерименти, наблюдувања, презентации, квизови ќе ни помогнат да учиме и добиеме потрајни знаења. Ке има денови кога едноставно не сме во добро расположение или пак не сме биле присутни на час, по оправдани причини, па ќе ни биде потребна помош од нашето другарче, кое сигурно ќе ни помогне во учењето. Ќе ни раскаже што тоа запомтило, а честопати имаме потреба да учење и активности во парови. Па гледате ли, тука е нашето другарче. Драги деца, сигурно се прашувате, од каде учиме? Драги ученици, денес учиме во едно модерно, напредно општество или време кое ни нуди многу извори за учење и стекнување знаење. Вашите најдобри извори за знаења се учебниците по сите предмети што ги изучувате. Тука е првата сликовница, енциклопедија, ќе се запрашате, а што е тоа? Енциклопедијата е напишана збирка со слики, полна со знаења за вашата возраст. Ова прекрасна илустрирана енциклопедија ќе ве восхити сите деца кои токошто започнувате да го осознавате светот во кој што живеете. Од голема важност се и детските списанија. Најпрвото Росица, па Другарче, Развигорче, Насвет и многу други. Сите тие не водат низ многу училишта, каде можеме да дзирнеме што и како работат нашите другарчиња од областа на литературата, математиката, музиката, ликовното образование. А за интернетот ќе ви го кажам само тоа. Се што сакаме да дознаеме, ќе го најдеме на интернет. Само деца, внимателно, под надзор на родителите и постарите. За вашата возраст, интернет без надзор од возрастните е забранет. Што да кажеме за постарите, како извори на знаење? Тие се неисцрпен извор со многу знаења и полни се со искуства. Да си се грижеме за нив и да им помагаме. Многу знаења можеме да добиеме од нив и нивните искуства да ги споделуваат со нас, а верувајте, ќе ни бидат потребни за цел живот. За телевизијата и радиото, драги ученици, можам само да кажам дека е присутна во секој дом. И таа е медиум преку кој се информираме за се важно што се случува во нашата држава и во светот. Тука се вестите, музичките емисии, цртаните филмови, едукативните програми, документарните емисии, детските емисии и многу други медиумски емисии. Од сето ова што ви го раскажав, што треба да запомтиме? Учење е, деца, добивање на знаења и вештини. А пак знаење е кога наученото може да го примениме во секојдневниот живот. Може да се учи на различни начини, сами, со друго лице, со обиди, со возрасен. Може да се учи од различни извори, учебници, енциклопедии, списанија, интернет, телевизија и радио, од раскажување на постарите. На доброто учење влијаат редовна и здрава исхрана. Тука е разновидната исхрана, богата со витамини и минерали. Редовен ноќен сон од 8 до 9 часови, паузи од 10 минути со вежби за раздвижување. Од сето ова што ви го раскажав, што треба да запомтиме, можете слободно да го стопирате видеото и да си запишете во вашите тетрадки.
Така ќе бидеме весели, среќни, успешни и задоволни. И за крај, неколку трикови за полесно да се учи. Првиот, ако материјалот го поделиме на помали целини. Вториот трик, ако поделениот материјал го учиме дел по дел. Третиот, обидете се да не одите понатаму доколку не сте сигурни дека сте го научиле претходниот дел. Поставете се реални цели. Еден од најголемите проблеми кога учиме е летањето на мислите. Кога ќе ви се случи да одлетате со мислите надвор, на игралиште, на улица, направете пауза и прошетајте. Мозокот ќе ви биде, деца, многу благодарен, а тоа е единствен начин да ја повратите концентрацијата. И запомтете, деца, користете ги секојдневно изворите на знаење. Бидете паметни и учете нови работи секој нов ден. Ви благодарам од срце, имате убав ден.